имаш проблем во државата. А самата држава ти е проблем. Како ќе го решиш проблем? Со мир се постигнува све. Со војна ништо. Добро вечер, патриоти. Вечерва сме со уште еднашка со еден бранител, посебно Божо, така, можам да те најавам, да. бранител што бил на Скопскиот регион, посебно на Скопска Црна Гора. Скопска Црна Гора, да. Така да оваа вечер ќе правиме муавет што се е одвивало на Скопските планини, а конкретно ќе збориме за масакра што се има случајно на Љуботинските бачила. Значи ти си уствари првите луѓе што ида таму, така? Така, да. Значи ти си уствари си видел што како имаш и свое мислење за тоа наставно како се случило, така да прво се сакам да ти се заблагодарам тоа што дојде на оваа емисија, на овој подкаст, а пред тоа што ме примивте у оваа куќа. И пред тоа ја и ти се имаме видено на претходно делот од мојата книга Заклетва што ја пишувам, една сторија луѓе ако гледаат ќе препознаат ти каде што кажуваш. Значи сакам ти кажам твојата приказна беше многу оригинална, многу реална и затоа и те запамтив и сакав да те повикам со цел народов да види многу по-конкретно и по-детално со луѓе кои што биле таму. Значи да не се биде тоа на Википедија информации што слушнали од некој друг, туку директно го носиме човекот што бил таму да ни каже. Така да така ќе ја најавам оваа епизода. Ѓорѓи, ти си тука, можеш таму на камерава да ги поздравиш нашите патриоти што гледаат, што не поддржуваат. Поздрав до патриотите. Така да, Божо, сакам ти кажам добре дојде уште еднашка и можеме да почнеме. Добро најдов. Прво те прашам како си, тоа е многу битно, како се чувствуваш, тоа е супер. Добри сме. Конкретно сакам те прашам, еве да влеземе директно во темата, ти што пред 2001 што си правил, кај си бил, зашто ми кажа си бил резервист, си бил колку години си имал тогаш? Па не, тоа време беше пред тоа, што би работел пред тоа, нели? Си имаш работа, во Треска работев. Да. Така да ме затекна 2001, во ствари 99-та, нели, со бомбардирањето на Југославија, ме зафати на работно место, нели, во Треска. Да. И како се одвива на станите, дојде таа 2001. И како била атмосферава, како било луѓе, еве гледаш паника, не знаеш што се случува, дали те напаѓа, дали е некој меѓуетнички конфликт, како било во околина дека пукаат, нели, тенкови и така натаму, зашто се слушаше и ноќно време 99-та година се слушаше кога имаше дејства на Косово. Имала тензија. Да, тензија и тензијата се прелеа спрема нас, спрема Македонија. Македонија, да. Сега тука, знаеш, тензија што е малку, не е баш така. У комшии кога нели почнува пукањето, може и да биде тук. Имало чувство тоа дека ќе се преле војнава, на пример, од Србија, сте зборувале така и абе сега 99-та, па можеби ќе дојде и кај нас, или не? Не, можеби не, никој не се надевал на тоа. Да, никој не се надевал дека ќе се преле, затоа што ние сме, нели, друг народ, помирен така. Помирен, да, си живееме, имаме сожителство со луѓе, нели, и со албанци имаме, и со роми, немало никаков проблем. Не било тема на дискусија, абе сега војна ќе идеме све. Не, никаква тема. Значи ти си работиш во некоја фирма, да, што се дешава, зашто доаѓа до конфликтот од таа гледна точка. Да. И тоа ми муабетот, значи ти уствари работиш и како дојде до тоа, на пример, кога беше, кој датум беше, кога И па тоа беше Танушевци кога Снежана Лупевска, нели имаше известување на Танушевци. Да. Дека некоја група е влезена од таму, дали беше тоа така или провокација или некој, затоа што туѓа територија, нели, државата не би требало да замара. И испадна, тогаш беше, знам, снежно време, на телевизија цело време се викаше дека терористичка група, не знам, ваква група, може не биле терористи, може биле борци за човекови права. Може биле, па добро, може биле и селани со оружје, не е битно. Да, не е битно. Него битно е дека таму веќе имаме припадник од загина 99-та година од снайперски. Не, 2001 беше тоа. 99-та тоа е другото. Тоа не се враќаме, не е расчистено. Затоа него 2001 веќе имаме, значи загинат припадник на одбранбени сили кај нас со снайперски куршум истрелан од другата страна на границата. Значи од косовска територија.
не може да кажам косовска територија, затоа што се тоа што спаѓаше нели под СР Југославија. Да. Се уште Југославија. И кога се деси тој настан, одеднаш кога се упатени, значи голем број на специјални сили и така натаму. И се деси, значи еден прво таму мислам дека беше и Љубомир Фрчковски министерот тоа време. И се деси проблем да кога ќе видиме ние нели кога што разговараме по кафичи, по кај што се собираме, види настрада наш припадник, зашто, што ништо, знаеш. Зашто бил нели на тоа место и го убили. Да, и го убили. И после тоа има ранување на уште некој. Тамо и почнува веќе револт, зашто, кои се тие, која е таа група. Да, пак тоа е многу Зашто? сериозно. Ама зашто нас не напаѓаат, кога ние не сме криви воопште за ништо. Ни за распад на Југославија, ни за оние едноставно. Да, си се тргаме, ние си работиме своја работа, ние сме работници, нели така. Кој работи во фабрика, кој работи не е битно каде. Да, јасно. Значи имаш мирен живот, усредоточен си спрема тој живот и така си однаш. И одеднаш кога се дешава во твојот нели мирен живот, доаѓа немир некој. И почнуваат тие настани. И почнува се движи тоа така. И кога било моментот онака, ти однака да одлучиш дека треба да влезеш во... Па види моментот беше Како се случи тоа, да. Кога се деси проблемот во Тетово. Проблемот во Тетово, да. Да, проблемот во Тетово, пошто имам брат, исто бранител. Да. Но и сега он по службена должност мораше да иде, ја не можев да чекам ни секунда. Ја одма отидов во општина, подав документи, кај сега ставиме, му викам на тој што беше таму, Паја се викаше, го памтам се. И му викам, кај сега ставиме? Нема врска, битно само да отидам. А зашто, например, да отидеш, зашто не да се повлечеш, например, да се скриеш? Едноставно, си имал ти работа, си имал фамилија, зашто да отидеш? Удобен живот, мирен живот. Тоа е причината. Зашто не избега, не знам, зашто во Грција, например, на одмор, или да се сокреш, да? Или у село негде да Значи, тебе не те повикале, ти сам си се отишол, така? Да. Не, затоа што, пази, мој другарчија исто беа повикани, а ја не бев повикан. Се работа беше, не можам да бидам повикан, поради тоа што веќе имам брат кој што е таму, и по правило, нели, на законот, дека вториот член од фамилија, нели, двајца браќа не може да ги вика. Ја некако отидов скришно така се. Сега со врски. Со врски си испаѓа дека да, затоа што и Паја ми рече брат, вика, не можам да те пишам брат ти, вика, тамо не смеам и ти, нели, викам, па сега ставиме зашто работата е, не можам да седам дома, значи не, едноставно оставам и напуштам и работа и све, мора да отидам. Не знам од која сила треба да се браниме. Прво не знам што се дешава, нели? Да бе, не ти јасно, ама ти едноставно нападнати сме. Ова пукање имаше таму на телевизија, цело време се верла нешто дека нели Сител ова идат Латас беше, не пукање, не вамо Ивона Талевска, никако. Да, јасно, да. Настрадани, значи наши луѓе и како тоа да го гледаш на телевизија. Седне си ти, гледај си телевизија, гледај дека твојот комшија страда или не знам ово и така натаму. Не знаеш од што, како, почетокот кој и кои се тие луѓе. И нормално дека ќе отидеш во одбрана. Ако куќата му гори на комшијата, идеш да гасиш, така? Па тоа е чувството што го прави тоа е патриотизмот, значи кој го кажуваш е патриотизам? Патриотизмот е да му помогнеш на, нели, ближниот кој е во неволја. Не е битно дали е албанец, ја не сум имал никаков проблем, нити со албанци, нити ти игам со роми, значи сите сме едно и исто. А зашто и кој е таа група требаше да се види. И така тргнав. А например, еве сега на твој им кажуваш еве на работа, еве конкретно за твој им кажуваш, родители идам ја се пријави во војска. Како била реакцијата дома? Кога сине Не им кажа. Ја земав директно поканата од Паја ми ја даде. И дојдов дома, ја ставив у сандаче. И со бајлето станувам прв и ја вадам од сандаче и покана ми да за ова. Така беше. Да. Ти си организирал бегство. Да, бегство. Бегство од дом. Да. И родителите изненадени беа. Ние што бевме тоаш помлади. Им паднал некој сомнеш дека можеби? Не, моите не им падна сомнеш. Они после им текна, ја више кога отидов. Нив им текна тогаш после дека, па не може, значи, двајца браќа да идат у војна. А ти уствари си одиш од работа, им викаш и даваш. Да.
Че ти даваш отказ од веќе сигурно работа, треска тогаш. Не давам отказ, значи не давам отказ, едноставно одам. Значи оставам работата, зијам поканата и си одам, не им кажувам ништо ни на работа. Што се десило и како? На колку години си имал тогаш? Па колку 20, колку беше? Ако сум 75-та роден, пресметај колку. 26 така нешто. Па така. 26 години, да. Може така паметот побрз, нели? Да. Тогаш размислуваш, нели така? Па добро, пак 26 години, знаеш, тука луѓево веќе и фамилија некои си прават, знаеш, но се веќе се посмирени, што се вика, не сакаат некоја промена тука, Не, сакаат ја сигурно. мислам дека се брзи, како што ние сме 26, 7, 8, брзи така. И добре, Не еве сме се така пријавуваш ти, на пример, во општина, тоест ти ја добиваш поканата, идеш таму и каде? Следниот ден идам во Кацарна Илина. На задолжување на опрема. Идеме таму Кацарна Илина. Видите ли, униформа гледаш, пријател, ти од кај си? Ја од Хиподром сум. Шо бре, и ти? Викам, еден ми стигна покана. Ти, беа, викам, доброволец. Како бе така? Кажувам, нели? Добро, идеме по тој систем таму, како е, задолжување на прво. Опрема, панталони, блузи, джемпери, ова, све. Еуфорично сите така, Да се облечеш, па транспортни вреки, нели, ранци борбени, па толку чорапи, гаќи, не знам, од сите, од секоја ситница, знаеш ова. И доека дојме за задолжување нели, на оружје и таму после треба нели, да се облечен, да се среден, све, чизми, задолжуваме оружјето. Еден значи цел ден траеше тој процес од Сабајле. И по плавнето негде задуживме све. И мислам дека беа и веко возила камиони. Се товаривме таму. Земавме автоматска пушка. Рапнели празни, немаше ништо, ни муниција, ни ова. Што не би требало, ама па од друга страна, нели... Да. Тренинг имавте тогаш нешто да ви кажеш што како? Тренинг не, имавме ние тренинг предходно. Значи си имал познавање Тој тренинг не може да го заборавиш, да. Тоа не може да го Ти во заборавиш. Југославија си имал тренинг или Не, во македонска армија. во македонска армија? Значи си бил обучен да Војна полиција. Ти било познат. Да, познато, затоа што су повеќе врсти на оружје во војна полиција се ракува. После против теричкиот вод, значи формирањето, тама уште по поголем спектар на оружје имаш. Нели контакт со све. Да. И тоа знаење и искуство го имаш од тогаш. И Доека сега други па беа, резервисти кои што беа врски и така натаму, нели стигнала покана, па тој ако пукнал утекот на војниот рок негов, да кажеме 2-30 куршума, толку ме. Значи Толку е, да. Толку. И понатаму како идеше, нели? Нешто, тргнуваме со возило. Дека никој не кажува каде ќе идеме, нели. Да, ве ставаат, ви викаат. Да, и само вози, позади ние сме, церадата се гледа, го напуштаме Скопје. Без, нели, луѓе околу седат на клупи на тоа камионот, се гледаат меѓу себе, никој не знае каде ќе оди, каде е пратен, што е. Ти уствари у 3 Некој дена вика, имам деца, фамилија, кажува, не знам, кај ќе идеме, што, некој, знаеш, ќе се ражали. Мафи паника веќе. Да, некој слика води, вака ќе гледа, вака и, знаеш, доаѓа солзи на очи. И знам едно време изминавме тоа, тука доавме кај Бањани рудникот негде од прилика и свртавме десно. Ја викам, тука ќе бидеме негде распореден. И па исто тоа возење, нели? Позади прашина. Колку души бе се 20? По камион 19 беа. 19 луѓе у камион, 3 возила беа. Имаше значи напред едно возило пратње за возилото, ама немаше нешто оклопно да кажеш средство. Да бе, да, така. Попрело би требало да има. Да. Па поготоа немаш ни муниција. Само еден камион бевте? 3. 3 камиона. Да, 3 па, камиона. добро. И како да ти кажам, немаше некој обезбедување на тој конвој. И скренавме десно, отидовме спрема Љубанци натаму. Возејќи се низ тие патчиња тесни таму, како е Кучевиште, нели тоа Бразда, тие Мирковци, ова. Стигнавме до тоа одморалиштето, едно горе има, детско одморалиште. Тука се истоваривме. Дојдоа старешини. Да не ги именувам сега. Добро. Да не им направам проблем. Да. Зашто луѓето беа филјан, значи нема тука. Професионалци? Да.
професионалци тоа време. И кој што ги знам некои, Да, и да, претходно, и у контакт сум бил со некој. И си ствараме тука, добро, да, господине, тоа, ова, вие тамо, вака, значи, формираме редици, кој вод тој ќе биде, кој вод тој, пошто припаѓаме под гардискиот батальон на втората чета, веќе втора чета, официјално, и се сместуваме по соби, правиме магазин кај што треба на оружјето, да стои и така натаму. И тековниот ден тие јадење, нели, некоја конзерва ова, со тоа што утре дента се припремаме да запоседнеме некои позиции над селото Љубота. А тоа одморалиште е смештено во една шума, значи густа, букова шума. Стварно, Ништо не се. местото е... Не, ништо не се гледа, има една така како асфалт, ова. Од времето на Југославија стојат тие јарболи кај што знамења се закачуваат, одма македонското знаме се закачува, нели се дига ова. И сега како ќе го направиме планот за тековниот ден, за утре дента, за поседнување на позиции. За тоа време имавме договори, кој, што, како, каде. Пошто дел од офицерите веќе ме знаеа, имав контакт со нив, можевме, се договоривме некако да видиме со некои водови да запоседнеме тој дел спрема Љуботен и да го затвориме тоа село, затоа што имаше најава дека таму можно е, значи не е 100% потврдено, да се кријат припадници на УЧК. Извини, а како одлучувавте кој каде ќе иде, имавте... Тоа беше командата, значи Не, мислам, генерал-штабот. дали ве прашуваа, пример, што си бил, дали си служел војска Југославија, ти војниче, ти, нели... Не. Некој таков основ дали бара или чисто така, рандом? Немаше време, се поделија, значи, водовите, се поделија командири, значи, на водови, командири на оделенија и командир на чета. И нормално е дека секојаш тој повисокиот го слушаш се што ќе каже. За тоа време генерал-штабот ни припремија план, задача имаше што да се направи и требаше да постапиме по таа задача која што беше одобрена таму. Без проблем го исполнивме тоа. Утре дента ги запоседнавме тие позиции. Проблемот беше што малку имавме не точна координација, затоа што при запоседнување на тие позиции требаше да имаш смена која би требало да смени. А тоа време беше така едно ладно време, мислам дека беше март негде. Така, кога прв пат стигнавме, имавме само шаторски крила на нас, ги оставивме борбените ранци у павилјонот, ги запоседнавме позициите, и дојде ноќта, тука више малку фати еден студ, требаше замена да има, немаше замена, не дојде. По врска се слушнавме, не е организирана за замената се уште, ќе чекаме до утре да се раздени, зашто у ноќ никој нема да ти прати луѓе, нормално. Свој туѓ не можеш да го препознаеш. Чекавме до раните утрински сатови, како вика, да сонцето изгрее малку, да се стоплиме. Се виткавме така со малку, беше ладно, не беше баш. Па на планина сте таму. Ова, ние така неспремни, малку, место со тие ветравки, ова све што имаше. Дојде се обаѓа смената, попладне негде и почнуваме тој дел да го обезбедуваме. Ние во ствари го обезбедуваме делот. Не правиме ништо осим обезбедување. Да е случајно, нешто се деси, нели? Ако се појави група, ова да не може да помине, нели, да дојде кон град Скопје, Радишани и така натаму. Дека другите 4 го правеа истото од другиот дел, да. И за тоа е еден низок дел на Скопска Црна Гора, не е висок. Па и така, месец дена, 2 месеца немаше некој проблем голем. Едноставно немаше ништо. Обичен војнички живот. Идеш на позиција, се враќаш, јадење, ова, значи све, наблюдуваш, нели со двогледи гледаш кој што, движењето како е и така натаму. И едно време капетан, баш разговараме со него, исто добро го знам претходно. Зашо не би се придвижиле ние на горните позиции, кај што е насртот на самата Скопска Црна Гора, затоа што малку тука сме во една дупка,
ако би дошол некој напад артилериски, нели, минофрлачки и така натаму, ќе бидеме загрозени у тој момент. Да, вика, може, ама мора да прашам Мугеноштаб. И како се оди таа постапка, после Ладена ни јавува дека може да ги запоседнеме горните делови на Скопска Црна Гора. Зашто ние се уште сме околу село, село као село. Да. Си има селани, нели, си одат, си вршат... Таму како било односот со мештаните? Не, немало никаков проблем, ништо. Воопшто никаков проблем. Дури, они се две села. Таму е Љуботен и Љубанци. Значи, едното е чисто етничко македонско село, другото е албанско и мешано до негде, мешано е, ама понатамо си албанско. Никаков проблем нема, ништо. Добар ден, ќе помине со... А беа ли потресени? Така да Да, кажеме. па сите, да. И целото население е потресено, зашто имаш армија, имаш војска, гледаш луѓе. Или како со оружје идат, со... Како ве пречекува и во македонските села во ред, меѓутоа ете во Љуботен, како ве пречекува при минување на селото, шетање Нема страх. населението дали Кога ќе види населението, знаеш, униформа, оружје, ова, знаеш како страх му е. Не знаеш што ќе му Не, да направиш. не има ти си- некои дофрлувања, тоа ми да, дали имало дофрлувања Не, некои Не, они беа исплашени. криви беа. поглед исто ме гледаш, му викам. Не. Исплашени беа нормално. Ти си тука да го заштитиш населението, Да. не си да му правиш проблем. Да. Зашто да му правиш? Ти немаш потреба да му правиш Не, проблем. тоа се користи обично сега албанските партии, да македонска армија кој идела во албанските села, тепала ова, направила терор. Не, види, сега вамо, дојка ја бев значи, на тој дел, немаше никаков проблем. Значи нити од нивна страна. Ни од нивна, ни од наша, ни од македонско население, нити од албанско, да имаше некоја провокација. Значи, немаше никаква провокација. Значи, Едно, мирно било. културно, добар ден. Каде сте тргнали натаму, идам вамо, идам, да кажеме, вика, нива, да изорам, не знам, туто немаше еден исто стар човек. Нема проблем, знаеш. Ама приметив дека, така, населението во тие 28-30 на години, знаеш, помладите, што беа, помеѓу ги немаше фалеа. Повеќе беа старци, нели, Аха. баш тие што беа, или се Воено крие, способни. Воено способното население им го или нема. се крие, зашто приметував негде, знаеш, ама не ги гледаш дека се движат. Или можда учеле домашно пишувале дома, кај Па знаеш. добре сега, пише. Писало. Во подрум, сега се крие. У подрум се криеле, да. Е, Можда ги паселе овците горе таму. Да, Ова. имаше млади луѓе што видеа пасеа овци со нив, на магаре ќе се качи, не. Ма се ти е сомнително тогаш, ти не знаеш сега тој Иде, што пасе го овци, прашуваш, дали да, е на... каде идеш, што идеш и така. Добро, да, идам овци, ќе пасам горе, тамо да го сменам. Тој идам, да. Немало проблем. И ти викам после, значи како дојде 2-3 месеца го запоседнуваме тој дел на горниот дел на Скопска Црна Гора. Тоа се вика Здравец место или морато од Джаде правец према Рачиново. Тој иде спрема Црн Камен. Значи тоа е еден пат од турско време кој што денеска постои се уште, кој што можеш по сртот само да си одиш и да стигнеш кај сакаш, да. Слободно можеш Орланци, Мојанци, значи да дојдеш доле. А да отидеш, нели, скроз до граница со Косово. Значи имаш добар преглед на... Да, преглед на терен, да. Цело Кумановско, значи подрачје ти се пружа, целата котлина. Под тебе е манастирот Матеќе. Манастирот Матеќе беше на 800 метра негде испод. Па Липково се гледа, отля, Стрима, значи тие делови Стрима тие од лева страна. Ова кажи го браната Липковското езеро. Од оваа страна цело Скопје ти се протега, што сакаш може. Значи едноставно видик не виден. Заземаме тој дел и таму сега имаше бачила, нели, нормално. Куќи, викендици направено. Горе, убај, да викам, не, стварно. И баш тие што иде овци за да ги пасат, случајно правиме еднаш. Ајде да видиме што прави дечко. Кажуваат
стражарските места дека поминал со коњ, дека има бисаги стајно на него, шарени едни ово и така натаму. Пуни биле и ова. Тргнуваме по него, оне од Сабаљето отидам одавна и наоѓам куршум на земјата. А Сабаље врнеше како една роса. Куршумот не беше испринен со флеки од росата. И одма знаев дека тој ќе се врати, дека е носел нагоре нешто. Се враќа намо, немаше ништо во бисагите. Значи празни беа. Каде беше, што беше, нешто, само го приведовме, го пуштивме спрема станица Мирковци. Како го испрашаат убаво. Имаше таму, нели, овчари и овај. Едно време дојде ситуација да живеевме со нив, имаше куќињата, овци, знаеш колку се пуштат. Имаше овци многу. Со куќето, да, таа приказна. 5-10.000 овци има. Имаше нели луѓе што ги чуваат тие со секој добар ден, здраво, како е, што има. Никаков проблем, значи ништо. Еднаш беше интересно. Лична карта да го легитимирам, веднаш да го запишам, нели, пошто не ми беше познат. И вика, немам, како немам? Па вика за Рупланина, вика лична карта некој ќе носи. Па добро, викам, морам да имаш на територија си, нели, на државата и така натаму. Да им така. Си го тераме тој дел. На тоа наше, нели, како вика, тоа што е наше обезбедување. Да, јасно. Од осматрање, обезбедување, нели, па гледаш кој како се движи, што се движи, каде идат. Гледаш, нели, тековните смени како идат, да ги распоредиш. Имаше храна, требаше да се носи, поише работи. И добро, нешто конкретно кога било, еве, клучно ми кажа ти со куќето што било тука, па го снимало тоа куќе едно цело време што и се моткало. Да, имаше куќиње. Ама знам тоа е едно куќе што некој ден пред нападот или нешто така што било многу сомнително како го снимало тоа. Се деси да, ама тоа е така ќе дојде претходно. Тие има овчарски куќиња таму. И се деси да имаше, нели, куќиња доаѓаат, ние сме тука, не ни праја проблем. Едно време тој ловеш на тие куќиња се изгуби. И остана овците. Овците блеа, Кучињата ги нема. Куќињата ги снема. Значи кучињата што ги тераат, овците што ги чуваат. Пред тоа ги снема и луѓето. Тие што ги чуваа овците, ги снема. Тие бачовите, како ги викаат, тие овчарите. А тука имаше 7-8 луѓе бе. Секој трло што се имаше. Здраво ќе се видиш, знаеш, ние патрола ќе правиме. Здраво. Прво ги снема луѓето, останаа куќињата извесно време, лаја, После 2-3 дена и куќињата ги. Лавежот го снема на куќињата. И шуваме се, што куќиња кај се, само овци останати. И почнуваат стадата да се движат спрема нас. Спрема нашите пунктови кои што беа пунктирани, како кое стадо е поблиску, иде кај што има луѓе. Дали кај што се пунктови, кај што се слуша муабетот, тоа. А извини, ги оставиле овците така? Да. Без кучиња, без овчари? Да, ама тоа било договорот, нели, они знаеле. Зашто ја и навечер ќе поминам, ќе влезам у бачило, здраво, како си, што, кафе да ти направам, не. Имаше луѓе тука, имаше, мислам, еден овчар Штип таму беше. Дали турчин беше сега. Дали албанец, ја мислам дека, тие Штип, дека терат. Да, и За да не има нешто, да не има некој проблем, да не си видел некој да помине, не, вика, ништо. И цело време ништо. Жими све. Никој ништо. Да. Никој ништо не ти кажу. Телефони си има, мобилни, значи, ностоп, не им ги одзимав телефоните, зашто, знам дека ќе се јават, џабе и да му одземеш, кој ќе прати некој. И ги снемате, викам, на крај и куќињата, лавежот нивни, овците почнаа да доаѓаат спрема пунктовите. Не траеше тоа долго време, од 2-3 дена, дали беше така. Имавме ни еден проблем што имаше прилаз на смена на армија од предна страна.
што беше грешка година. Во тој момент се дешава смена на пошто по 3 месеца беа тие како ги пишува по вежби. Или вежба имавме претходно една смена, па наново имавме уште една смена на млади војници. Во тој момент ја бев доле во самиот павилјон. И мојот вод што беше, бевме доле во павилјонот, а и сега нови регрути доаѓаат, старите, нели, треба да ги сменат, да идат да ги заменат, новите, камион, се товарат. И тргнуваат они нагоре. Беше после доручек негде. Времето. И само слушаме јака експлозија една. Пау. То пугање до одмрлиште да се слушна. Јака експлозија. А тука претходно, нели, у тој камион ги ставаме ново дојдените. ново дојдените. Кајде, ти таму, каде ќе идеме, што има? Еј, слушаме, вика, пукање имало таму, бе, еј, тој вика, страф ми е. Ништо не се плаши, некам уживајте. Панцири, нели, делиш, нормално, шлемови, да ги оставаш така, луѓе. Муниција е поделена претходно, пошто тие се изгледат пред 10 дена беа стигнати. Луѓето па така да има време и да се одморат и да се спремат. И ајде, по еден доаѓа од постарите, не ми текно име, како го беше, имаше рука скршена. И му викам, ти не можеш, цимни се од камион. Зашто? Можам да идам. Не, чим си у логета ова. У лонгета го пуштив? Не го пуштив, не, симни се. Он се качил од камион, некој го видам, викам, шо правиш таму? Симни се. Вика, денеска живо си ми спасен. И тргна камион, добро. Ше нешто седевме тока, не знам што, така, и само слушавме експлозија, јака експлозија, рао. И в моментот, што бидна? Врска по пунктовите, што има, како, што, ама не врска ништо. Не работи едно време, само вика, камионот вика удри на мина. Кој бе камион? Како? Што се деси? И старешини ме одма се растрча. Дојде поручник беше еден. Исто името, не мога спомнувам. Новаковиќ вика, вака и вака камионот вика на мина утре. На мината удрил камион. Што правиме се? Ништо. Каде е овој од дежурана, исто е на дежурна. За да ни даде клучевите за магазин, да... Пошто заклучен беше магазинот со оружје. Со оружје, да. Ние бевме нели као на слободно таму. Малку 10 дена се одморив. И трчаме на таму. Ево, викам, кој ги ти, што ќе ти се клучеви? Бау, ногата. Кршење то. Зимање опремата што има. Така се прави, Ја да. дужев, Немаш време да го чекаш. 7-9 мм, снайперска пушка. Исто, колега мој, он автоматска имаше, дојде поручник еден, значи плюс, тој помлад беше. Поручник, исто така, жилов, јак, висок. Ке се препознае. Да. Како гледа, да. Седнахме во лаата нива. Шоферот исто еден од село Љубанци, да го поздравам. Многу беше, значи со него душа ми извади на тие маршеви, ја и он. И тргнавме нагоре. Како идеме? Патот е негде долго околу километар, да го поминеш. Ама тоа е терен. Па секогаш дупка, ова, нели? Да, бе, споро се вози. Едно време доаѓаме вака на една кривина и викаме Данко, остави ладата тука. Пешки. Вика, зашто? Пешки. Нешто како сугестија. Поручников исто вака ме гледа, нешто сумљиво беше. И Многу тивка оставивме мирно ви беше. тука, не мирно, имавме последниот наш пункт, го поминуваме и сега немаме натаму, значи. Некој обезбедување барем нешто да кажеш. Ама па имаме скоро 500 метра вака горница. Ставаме ладата тука. Така некако како брзо. Никој ни да се побуни или зашто, ни како е. Извини, И старешина, нели ова, ама некако како сугестија. А извини, врските не работа?
Не работеа врските. Цело време се бараше помош, знаеш, ово, вака, тама. Ама тебе не ти е јасно ствари што се случува. На никој не му беше јасно, затоа што... Ти само слушаш голема експлозија, така? Да, ние слушнаме, значи, експлозија. А од Не последниот јавија, значи, пункт не што е јавија најблиску, од горните, што ви кажа? значи од горните пунктови не јавија дека камионот е на мина и има престрелка и веќе почнува како се качуваме нагоре, веќе се слуша тоа. Ти ми кажеш за водата, тука се напали. Пред, тоа некоја кога идевме со овој, со Данко за Башинец. И значи викам, сепак имало престрелка и вие идете. не, прво на мина, Прво, да, летува да, на мина да. и почнува престрелката. Е, сега вие се качувате, го поминувате пунктот, така? Одлучувате по твоја сугестија да се симнете пешки да одите? Да се симнеме. Дали слушате престрелка во меѓувреме? Да, Дали има? Да, цело Тоа време е битен престрелка, детаљ. значи цело време Да. само време се се слуша. пука, значи. Ечи, значи планината ечи. Да. Пука тоа. Е, па тоа е, да, тоа што треба да... Тоа пука цело време се и каже. само како се приближуваш, знаеш, све повише ечи. Де сега ние сме во погледам. една као клисура вака ставени. Од една страна, значи се пука на една, од оваа страна се пука вамо. Дали извини што те прекинувам. Дали додека тргнавте пешки, нели објаснуваш у горница, дали имавте представа од каде се пука, како што за да се позиционирате така, Немаш некој момент да представа. објасниш Не, чисто ти како си- се не, осеќаше, ти си дали во- имаше страв, ти си во еден- возбуда. Како вика, како канјон, обкружен со шума и од лево и од десно и не гледаш ништо. Значи од шумата ништо не гледаш, ни лево ни десно. Тој може да те види тебе, ама ти него не можеш да го видиш. Тој само може само да најдеш Пошто ги дали- кај од каде. мислење. Не, Да, тука чисто те прашувам и да отвориш објасниш, оган ете, спрема него. За гледачите чисто малце по така живописно да Да, да тој се бил, објасни. Затоа те подпрашувам, чисто да биде добро. Гледавме да фатиме, нели што е можда по А имавте ли представа каде е камионот, каде е нагазил, каде Не, е знаев ја престрелка? каде е од прилика, значи Да. Башинец без тоа го знам кај се наоѓа и што е, ама каде точно на тој пат тоа не знаев. Да, од прилика, значи сте имале представа кој правец да движите, Да. така, да. И имавме значи представа. И ама работата е што ние бевме само тројца луѓе. Аха, значи вие тројца тргнавте со Само ладани. тројца Кај биле тргнавме. другите? Па другите не можеа да се организираат, немаше, беше хаос вака настанат. Беше на никој ништо не му текнуваше у тој момент, што да прави. Значи вие први удривте, земавте оружје и Да. тргнавте нагоре, така? Да, доека се организираат другите, нели? Затоа што останува тука има и мајор у командава, нели? Имаш уште еден поручник имавме и така натаму. И тој беше Баравте свесен. дозвола вие да идете горе? Не, како дозвола, зашто дозвола да бараш? Па обично треба да се најавиш да му кажеш. На кога да се најавиш? Не, кој ќе се најавиш хаос. Значи вие Значи, така одмah тргнавте. толку време мирно, немало никаков проблем. И луѓето се опуштија едноставно, знаеш, кога немаш, овој се Да, опуштаа. да, јасно. Да. И мислам дека нема да има. Да, стигнувате сега, нели, нагоре, излегувате. Искачам од една кривина, ама тоа ти викам малце стварно горница околу 30% е горницата. Не е баш така, сега кога би ја истрчал така, ќе се Тешко. удишиш ќе речеш ај. Да. Тога со војна опрема. Да, тогаш да. Војна опрема на нас, рапот со оквирите, пушката и И идете нагоре. трчаме жива вода, што да ти кажам, искачаме таа една вака кривина и тогаш го гледаш тој дел прав има еден пат кај што претпоставувавме дека е камион. И стварно го видовме камионот тој моментално. Значи превртено вака скрос. Тоа негде, значи од ударот на кога слушнаме експлозијата, тоа траеше, мислам, околу час време додека ние се качиме до горе. Тоа Значи, 40 еден минути час или нешто. горе се водела Така. битка. Не, тоа почнало, од тогаш почнало, ама од тогаш е камионот веќе, значи, удрен на пошто пае дужина е малку. Да. Вака е, на планина се качува додека не знам дека беше 40 на минути. Значи стигнавме први таму. Добро. Го гледам само значи возилото Да. како е превртено. И од околните, нели, ридови, престрелка, почна тука се Како беше чувството? Па не знаеш како Кога е ве чувството. видоа од другата страна, претпоставам, пука ли врз вас? Не, Пошто одгоре имале валјда поглед према вас. нашиот дел, значи, кај што ние обезбедувавме тој, кај што беа пунктови, они немаа преглед на патот.
Од друга Не, мислам, страна, овие има вие- преглед на патот. Вие тројца кога стигнавте на лице место? Не, страх ми беше нашите ќе не истепат. Аха. Да, не. Они не знаат. Па не, да, они не знаат. Ниф им е јавено дека ќе дојде некој, ама пошто они не гледаат доле, Аха, значи они не го вие гледаат, од нити страна- камионот, ништо не гледаат. Они гледаат само сртото од другата планина. А од другата планина, овие што беа од УЧК, Да. они не гледаат нас. И у тој момент, значи, гледам по еден, вака како исто дол, како да ти кажам, со шурма, како една група се приближува надоле. И отварам оган со снайперската пушка, под нив, почнуваат да се повлекуваат. Што се деси сега да не, ме биднал, што биднал. У тој момент истиот дека ја отварам оган спрема нив, 84-га само да слушам па таму и почнува да дига прашина поред мене, горе над мене, метро, 2, 3, 5. Овој ние се приближуваме спрема камионот. Како го гледаме камионот беше превртен обрат. Скроз, тотално. Немаше пред него дупка од експлозија, ама имаше од таа страна дупка. Таа после видов како беше. И тука беше Бардаревски, помислов, пригмечен од страницата од камионот. И тоа на кичма, точно, и он вака како лежеше, тука беше пригмечен од тоа. Прво што го видов него. Луѓето беа расфрлани лево, десно. Имаше оквири доста. Пушки, свиткани. Кога од страна, поред камионот беа скриени некои од нашите, ги препознавте, го викам тој Кумановче, како се викаше, Сашо Голубовски исто, Саша он беше тука. Беше неколку, добри ли сте, како сте, беа со крв со облеани, комплет. Повредени? Од шрапнелите. Па од шрапнели, од самата земја, од камења, од песок и така натаму. И тоа, знаеш, по лице, по ова, крвари многу и мислиш дека тешки повреди, али среќа биле лесни. Сега треба да пружиме помош на бар некој што, нели, мар да, зашто имаше луѓе со скроз едноставно нога ескината, вака виси на кожичка една, крв тече, право чизма се слива, знаеш, она и што имаше од раповите тие јажињата за чистење на оружје. Нормално, нели? Да, артеријата ја стискаш, она ниш. А за тоа време ве За пука... тоа време, да, имавме, за тоа време траеше нападот цело време. Значи Да, не 84-ка престануваше... цело време само ја не слушам. престануваше Тоа ќе нападот. удри камион, пао, тоа, ќе удри, пао, во. И ја слушам, крр, ама некако како, не знам, да не можеше да не погоди. И у исто време се дешава да минофрлачка мина, паѓа негде на 10 метра, ама тамо беше па каливо едно место, течеше една река тука. Не е река, тоа е како се слива од Да. до Поточ. поточе. И тоа беше каливо место и ќе пау, тоа калта, пуф, кал фрла вака на сите страни. Уште една, ја викам, добре, нашите почнаа да дестуваат. Ама не ми текна дека ние немавме 82 минофрлачи, него имаме 120. Ја мислам дека нашите дестуваат. Тоа гледаш нивните ствари бе. М? Тоа ствари нивните действувале. Ама после ми текна мене. Ама у таа гужва... А како препозна дали е ваша или нивна? Не, 82-ката има друг звук, Аха. кога паѓа. Има сосема друг. 120-ката тоа е многу јако чудо, зашто 120-ка имам слушнат како работи. Да. Не чисто за гледачите да... Таа е малку по, ама исто зафркната е. 4 километра, 2,5 километра, можеш да не те гледа никој и само да му опуштиш, знаеш како вика педерски тап. И да не те чуе од кај си ни што си. Да. 3 мини испалија, ништо не направија. А и паника немаше, веруваме. Кај нас што бевме ние, немаше некоја паника. Луѓето ги извлековме овие, сега имаше тешко повредени. И тука по врска барав подршка некоја. Било како, хеликоптерска, да дојде, да стигне, нешто. Да може помош да ни пружи. Едно време имаше горе на тој пункт противниски топ. Бофорсот кој бил Не закочен. е Бофорсте. Противниски закочен. МП-7 20 кроз 1. И тој беше закочен некако на долна позиција вака и едно време
Слушам него само. Па надале точно спрема нас. И како да ти кажам, тука како што имаш нели дрва ова, пошто тие се тези мини ги носи моментни. И ударува една гранка, ама така на подалеку. Како удари само па, огинче мало, знаеш, експлозија и почнува па, и викам веќе не истепаат нас. Значи, ствари, нашите имале противавионски топ. Они Да. не можеле да го отклучат и бил закочен на една позиција и овие кога пукали, ствари на нив пукали. Он можел, значи, да се движи лево и десно. Значи, тој беше наместен така горе, зашто и ја го местев тој. Значи, горе, он можеше да се движи, ама он беше закочен по елевација за да можеш нагоре надоле. Така да го покривавме целиот тој дел. Тоа е приказка за тој топ беше кога дојде, кога донесоа, и сега на висока позиција, тој требаше да се укопа. Луѓето не разбираат која е вредност негова, дека тоа е моќно оружје. Тој носи, значи, 20 калибарски мини и ги изфрла на 5-6 километра, значи можеш домет има многу голем. Тој се користи за нели авиони се користи, ама Вие за луѓе го со користите. војните од Босна, нели од Хрватска, од ова се користи и за жива сила. И беше многу, да, дури и оклопни возила, затоа што имаше и муниција противоклопна за него. И кога дојде беше така интересно, нели, кој ќе го, како ќе работи, ќе го оставиме вака, така, не, викам тоа мора да се укопа, па се направи за муница, значи посебно за муницијата за него. Па значи мора да видиш низок, мора да видиш доле, а да имаш он треба да покрива 360. И па немаше ситуација затоа што од позади имаше малку калорит, значи тој не може дел да го покрие, али барем 180 да може да покриеш и по нели по 180 степени и по елевација да идеш. Да. Го направивме тоа вака, така, нели како вика на сила. Малку додека ги тераш, им викаш дај земите лопатите, укопајте. Ќе удри некоја граната минофрлачка, ќе не истепа и вас и топот и све. Ништо нема да. Они си седа, не знае. Топимо. Работата беше како да луѓето се отидени на излет, не во војна. Него така, ете. Како уште што немаше некоја маса, нели ракија ова да туриш. Скара да ствари на ствари. први мај. Забрането беше тоа не смееше горе да се носи никако. И ја бев скроз против. И како да ги натераме луѓето да копаат сега, никој не знае. И што ти кажам за Салтамарски. Сега што е у Израел. Вика, Боже, имам ја, вика, една од тие топовски удари, да им фрлиме една. Ја го гледам, фрли, што? И ќе не нападнат, бе, ќе направиме проблем, и овој у тој момент го пали, тоа го Топовски удари им фрли. група. Абе, пука и тоа дим пре. Да. Бел, ова, знаеш, дека црн барут е. Пука тоа чудо. Овие се разбегуваат лево и десно. И се идува тоа чадар, тоа, и викам, што ви реков, бе, ќе дојде нешто. За 15 минути почнав да копа. Го копа. Го наместија како треба, све. Па траеше еден ден после, нели, да докопаш ров до него, па нели да остава за муниција и така натаму. Со тој топ сме на значи работата што беше, нели, за секој случај, закочи да не може сега да кога ќе дојде десно, тоа го откачуваш. Не знаеле да го откачат и почнува да действуваат вака надале. И надале бришат све. И они не знаеше. Исто време да ти кажам една интересна работа, пошто тој имаше тркала едне. Он дојде со тркала, а има постамент со 3 ноги. И сега тркалата останаа вишак. Што да правиме со тркала? А тој заменик што ми беше Мирче, и му викам, Мики, да бе тоа, викам, има една лула, викам, од ќумбе, од шпорет, нешто тако. Тој да стави уште една, викам, што ќе правиш? Викам, ќе ставам тамо, викам, нека изгледа како топ. Ставање лулата од ќумбе. Аха. На тркалата, тако гледаш вака подалеку, стварно топ лечи, некој топ Да. донесен. Да, Никој не да. знае што е. Ама од далеку он да го гледа со двоглед. Дури полковникот и мајорот што беа, значи, неки си што викам, кога дојде вика, кој ви го донесе топот?
Не викам тоа. Другата страна битно да гледа дека има нешто се. Да одвлекува пажња Да. малце, да. Дегам така е. Дојде до таа ситуација, тие што беа тука. Знам дека овој Ивица Златевски, он беше исто тешко повреден. Камионот нагазува на 2 противтенковски мини во тој момент. Долниот дел баш кај што е диференцијалот, значи на возилото. Кај што има густ челик, нели, така натаму. И рачуна една плотна одгоре, они се возат таму 18 луѓе. Одоздола СВ, значи да го дигне, и сите тие парчиња, шрапнели и така натаму, кога го фатило одоздола, нагоре, како го чепнало, значи, тешки повреди. Значи, кидање на екстремитети, на Гоце Чанкуловски, главата му беше у дупката, ја видов. Пошто го знам со него, си наседеле XX пати. Знаеш, и само вака погледнав и викам, Гоце, ти си познат по брадиче носеше, знаеш. И нели да реството што се тука да помогнеш да преврзеш, да онадиш, да ова чекам поддршка. Шоферот отиде што не возеше. Но барај викам нека дојдат, не знам што. А шоферот ништо не му било? Не, нашо не воде со баш е Со ладата. ладата, значи Да, од со тројца ладата. двајца останав. Вака, сега ќе ти кажам, значи, во камионот беше едно младо дете од Куманово, сега. Го заборев името, Куманово ќе го Да, викав, не ја. е битно. Он, Сашо, значи, Голубовски, беше и еден поручник, мислам дека го имаше сега со Стојанче Ангелов го имаше во емисија, што кажуваше за... Тој беше поручник во резерва. Тврди е тоа, пушки нагоре, ајде. Бегај, спасите се, нема. Што да правиш? Тие луѓе, страв што имаат преживеано, не знам и тоа, тие се не можеш да ги употребиш за било што. Да. Повреди не беа. Не беа така, има шрапнели, има Саша ја се гледа после со него. А после 2-3 години вика, брато, шрапнел, вика, сум нашол. Гледам, вика, ми гнои нешто, вика, што отидов во вода, кога па парче некоја му наоѓа. Да, после известно време, значи па некоја парче ќе ти најде. Скочи изора ти. Да, Некои болки биле тие, кои ќе видиш ти Па, така шрапнели. Не, во моментот не го осеќаш. Не го сеќаш. Не го осеќаш шрапнел. Адреналин. Не адреналин, него не осеќаш. Ситно, ако нема да го сетиш. Ама после може да ти загне, или да ти направи, И после продава. ти ги преврзуваш, помагаш. Да, помагам ги превозвам. Тие сите, значи, сите што се од мене, значи, што им е пружена помош, луѓето се спасени. Ден денес А се колку жртви има? 8. 8 жртви. Тоа е август, Можеше така, да има, да, можеше да има и поише. Тоа беше 8. Не, 10 уствари, затоа што 8 А колку беше, луѓе се тргнати? Па 16 луѓе. Да, и сега по конкретно ете доаѓа помошта, што правите? Го ги враќате ова? Ништо доаѓа помошта со капетан уште едно со едно возило. Добро. Човекот беше, значи капетанот беше. Што ти кажам? Ние веќе тие што беа полесно повредени ги зимаме. Шоферот што не донесе со ладата, ги товараме со лада и ги носиме у чајер тук, у поликлиника, у дека. Додека муабетот после веќе не знам, значи муабетот го слушам што го кажуваат овие што дошле. Прво доаѓа тој еден резервиста болничар. Моментот го гледа, ја гледа ситуацијата, му сакала човек. Тоа ти е како да со моторна пила влезеш меѓу, еве да кажем, у дискотека и почнеш вака, и тоа е крв на сите страни, нели, и дојде вика тој доктор и па ја унесе. Леле доктор. Како доктор? Ни доктор, ни ништо. Па ја унесеш за Унесе спаѓа, зашто? Значи тоа било Зашто грозно не видел, да, види сега. Па ја прв пат се соочи со такво нешто, тоа е масакар. Значи, Да, знаеш, Масакар вака многу направено. лесно е на зборење, многу е лесно да го кажеш луѓето да го слушнат, ама ти не тоа е да го лесно, доживееш. не е лесно, уопште. затоа што секогаш кога ќе помислиш се навратиш на тоа, еве сега правиме мувец, се навраќам на тој филм и тежок е за гледање, многу е. Ти викаш Ова е главата трагично да ме е тоа, видиш на да, тој што да, си седел сега пред. Значи човек ретко кога ќе види такво нешто во животот, да биде сведок на Да, не дај да. Боже, значи ја не сакам никој тоа да го види. Да. Затоа што тоа некад еве кога ќе седиме вака нели заборавено, ние
Сега кога се подсеќаме, травматично искуство, многу е проблем. Затоа Психички. викам тури пат на раки. Да се олабаеш. Да се кажи ми, олабаеш да можеш да имаш ли збориш. представа колку време седевте горе, еве, од пристигнувањето и одбраната на останатите живи преживеани? Како мислиш Колку колку време време? бевте дур не дојде помош, па да се вратите, па да се исчисти таа ситуација, се рачисти? Види. И дали бевте под постојан оган? Не, запре оганот, се стиша. Кога почнавме со извлекување на полесно повредените горе, шоферот што отиде ја паркира ладата на позиција, така да тие полесно што беа, можеа да ги извлечеме, нели? И ке криви, и ке она, не. Ги тргнаме, ама не беше, може и неправилно беше тоа. Ама добро битно сега, луѓето преживеа. А да чекавме помош, не знаевме, може ќе доеше и уште еден удар. Колку време траеше тоа? Имаш Па околу представа? 3 сата. 3 сати е целото ова. Комплетно од почетокот од ударот на мината кога го слушнавме, тоа траеше негде околу 3 сата. После прекина едно време, ние ги одесавме тие во поликлиника во Чаир, повредените. Оставивме еден војник таму кој беше дехидриран, значи скроз беше дехидриран и него го оставивме, автоматска пушка, да не нешто се деси, може напад ќе има на болница, зашто знаеш у какво место сега. Да, Ти јасно, веруваш да, у се, ама не веруваш па на крај у сам себе, у никого. Се вративме назад. По пат сретнавме опсе ова и тие возила одма трчаат на тоа. Како да знаеа што, нели, што ќе се деси. Се качиме понова горе. За потешко повредените баравме претходно што беше барана хеликоптерска помош. Они пратија две Ми-24 што помогнаа да душа малку да ги тргнат тие сили, тие групи горе. И чекавме транспортен хеликоптер да дојде да ги пренесе и другите. За тие 3 сата негде од прилика 3-4 колку беше. Сега и не можеш да кажеш времето како, ја мислам дека све како 15 минути помина. Тука не починуваат уште тројца. По пат. Наши чекајки. Не, на лице место. Чекајки да дојде транспортниот хеликоптер. Нашава спорост. Нашата спорост меѓу командата на генералштабот не беше така брзо изведена како што мислеме по филмови, а може и кога ќе видиш од една страна, може и требало време. Нели хеликоптерот ова, дека подигнеш па дозвола ваква, па таква, па ние зашто реагиравме одма. Значи саатот после. А мислиш ли дека да не дојдевте вие барем двајца? Како? Ќе беше по-страшно. Не, готово ќе беше тоа. Дека возвративте со оган или Тоа ќе беше готово. плюс дека помогнавте? Затоа што нашиот дел не ги покриваше, значи нив не ги гледаше, од другата страна луѓе, значи терористичките тие сили во ЧК кои се што, кои ли биле, знаат и тие, јасно им што се десило. Имаат повредени доста. Знаат дека они тргна доле да прават, што ќе прават, тоа е, не знам, може масакар. Кој знае што ќе прави? Затоа што нашиве не можеа никако, не им идеа на видик. Не беа видливи воопште, значи тој дел таму не беше Значи видлив. они биле како во дупка, кај што нашиве не гледаат. Нашите позиции не можеше, ништо не можеше да се види таму. Да, јасно. Тоа можеше да биде, нели, како и готом потоп, што ќе биде, тоа е. Да.
Добро, патриоти, ја видовте рекламата, сега продолжуваме после рекламите, така да ние застанавме, зборавме за љуботенските бачила, еден немил настан кој се случил без разлика на тоа дали е некоја наша грешка, нивна грешка, на крајот на денот луѓето загинале. Значи тие се Така, има се луѓе мртви. загинато и од двете страни, што е трагедија голема. Да, можеби нашата грешка тоа ако гледаме би требало да не се случило такво, затоа што ти кој ќе видиш патот можеби требало да биде исчистен претходно или имало луѓе кои го надгледувале тоа. Значи моментот на враќање на комбето, ствари тоа е камионот, тога се случува таа експлозијата. Да, така? на возилото тоа беше точно истемпирана работа, затоа што по старата група што беше тамо, кои што веќе беа оние на позиции, која требаше да ги замени нова група, кои што се составени од нови резервисти. А додека овие постарите беа веќе тамо 3 месеци, Да. и има конфликт. Да, со- јасно, имало нешто. Со тие, тоа е некоја, од моја страна на гледање, како е вид на освета на тие постарите, затоа што они мините можеа да ги активираат кога доаѓаше новата група. Новата група, да. Не, значи. они ги почекаа, значи групата нова да се постави на позиции, да се собере старата, затоа што имаше луѓе кои што веќе си одеа, едноставно си завршија таа вежба нивна, што е. Да, така, значи било нели, правно лично законски како беше. Вежба и требаше да се вратат кон домовите своји, кај своите деца и така натаму. Да. А тука ми поставува прашањето како точно терористите знаеле во колку часот иде, во колку часот се враќа. И во тоа измеѓу време они да постават. Затоа што таа рутина ние не ја сменивме. Не ја менјавме рутината, таа беше една иста рутина. И секој нормален кој што наблюдува и така натаму знае кога доаѓа смена, кога доаѓа ова, баш кај и некои информации претходно кои што ги имале, а сигурно, значи ги имаат, кога доаѓаат нови, кога идат стари. Да. Дали- сега, извини, тука кај Ми-24-ките после настанот доаѓаат, го чистат теренот све. Да, они доаѓаат, се појавија негде отприлика за едно 2,5 часа. Значи, очистија тој дел од позади кај што ние не можевме да гледаме. Од кај што ја напаѓаа со минофрлачи и така натаму. Очистија тој дел и се повлекла. Јасно, да. А дали мислиш дека, дали треба така да имат иста рутина или можеби тоа е некој вид грешка, Па не, неискуство? грешката е, да, затоа што секогаш рутината мора да се менја. Рутина на движење, правци на движење. Значи секогаш мора тоа да го промениш. Ама некако беше така као едно прифатена еднаш идеја и таа се тераше така. И у толку часот беше смена, точно у толку беше, нели, па возило идеше од предна страна, недозволива работа, нели, у борбени действија на предна страна, ти кога нели со непријателот си у конфликт тука, да ти доаѓа смена или храна да ти носи и така натаму од напред. Значи секогаш од позади. Да. И тука настана и невнимателност наша, значи наша голема невнимателност, групата која беше, ноќта која требаше да исто да обезбеди тој дел за да и Сабале, нели, сама се повлече. Се деси нешто да ноќта не го обезбедија, значи тој дел и дојде до тоа што Да, јасно, што дојде. Малку непрофесионалност е у прашање. Не малку, устари многу. Па и неискуство, некадарност. Да, за да изгубиш ти, значи 8 луѓе да ги изгубиш, а уште 8 да имаш изфрлени од строј, тоа е веќе бројка. Тоа е голема бројка на луѓе. Да. Јасно, Не конкретно. правиме мовет за материјални средства, значи тоа се надокнадува. Ама човечкиот Да. живот не можеш да го надокнадиш. Да. Па и луѓе после со трауми цел живот и инвалиди. Да, траумите остануваат цел живот. Тоа е факт, тоа си останува. Ти како еве лично се преброди со тој дел, ете, си гледал глави, си гледал и коски, си гледал крвишта. Ти лично како се Стресни ситуации, тешко е, паника, викање, плачење, тешко е. не знам. Да, паника, Се. да, паника, да. Што обично после многу луѓе почнале да пијат, да се дрогираат. Па нормално ќе се напиеш па некоја ракија нешто ќе одиш, Не, мислам на интензивно пиење. Алкохоличари да станат, тоа затоа што не можат со апчиња со све со тоа. Не. Ете, пак ќе се видиш со пријателите, со тие што си бил, ќе поразговараш, нели, ќе мислење вако, тако, можело, вако, можело, па има и други работи, може некој човек ќе отиде и по риба, како
Да. пак ќе пушти мислата да Да, му јасно. тече или ќе најдеш некоја работа што те мотивира. Јасно. Ќе си раден, едноставно не Да мислиш на тоа. Да, не да, мислиш. да. И затоа ствари ти кој ќе видиш за кој не знам некој ќе почне, затоа се прави блага пченица, затоа се прават такви работи со цел да не мислиш на покојниот, тука да мислиш на работите што ги треба. Затоа има и ручек, мислам мое мислење Па за да, тоа. да, Да, видиш, да, или да треба се мислиш. сплотени сите собрани, да не е осамен. Многу е тешко кога ќе оштетиш психата, знаеш, кога психички ќе паднеш, ќе дојдеш едноставно на нула. Зашто доста луѓе што ги знаме, ете што истрпеа исто искуство од ти, да, стварно не се више тие. Доста и почина од нив. Значи од самиот стрес и така натаму немој да мислиш дека последицата не иде после со тебе. Иде. Значи цело време си ти под стрес тој. Да, јасно. Еден и доаѓа тој како вика преломен момент кога нешто ќе се деси во организмот и толку е. Јасно, да. Затоа што имав и пријатели од тамо што ако млади, релативно млади, ама ете отида без ништо, без не знам, без никаква причина. Нешто друго да ни споделиш, че да конкретно си бил таму на први. Па добро, Барика на после тоа вака беше. После тоа таа борба траеше уште 2 дена. Значи отпосле ние имавме после поново, значи утредната напад. И имавме поново одбрана, поново таа престрелка на таму ама веќе подругачи. И сега работа беше што таму па сите што беат на тие пунктови дел од нив напуштија, самоволно. Еден дел нешто остана од страфот. Никој не може на човек да му рече немој да се плашиш. Да, јасно. Да, и луѓето дел ти викам се повлекоа, дел остана, малку бевме, и дојде негде околу 11 часот наредниот ден. Почна престрелка поново и поново почнавме со. Вие зафаќате позиции тука? Да, не ги имавме ние позициите. Почнуваме со действување спрема деловите од кај што нели имавме огнени точки од кај што се нели Бевте нападнати. Да. И он бевме ја кај што бев на таа позиција, бевме тројца. Ја бев тој Драган Салтамарски, да го поздравам и него, и Мирче, тој ми беше заменик и он остана таму. И го имавме тој противенскиот топ. Да, против. Тој да не го забораваме, тој беше многу Тој многу битен, да. У тој момент беше многу битен затоа што се деси напад на минофрлачката батерија наша од 120 мм. И по врска се јавуваат и вика барајте осматрач некој кој што наведува, нели, артилериски оган спрема нив. Тоа чисто поручник еден беше од Тетово таму на минофрлачка батерија. И он вика мора да има некој вика одгоре видите, најдите го. Ние сега нормално двогледи ова гледаш, шума нема ништо. Не може, не ништо знаеш се од кај те гаѓа. слушаш некои детонации и негде од прилика правецот од тамо доаѓа и со тој Драган Салтамарски и вика ајде вика можеш пали по една вика цигара, лаки, страйк, вака, пали па ќе видиме каде се. И палиме цигара и го вртиме топот скроз, вака. Последниот тој како вика агол кој намо веќе фаќа земја, нема шанси. И од тука почнуваме, имаше оквир од 60 куршуми и почнуваме денг селективно, вака так, врати назад. Так. И едно време за чудо некое Господ ли е нешто се умеша. Артилерискиот оган спрема нашата батерија престанува. И у тој момент се јавува поручникот да кажам, од Тетово и вика, го најдовте, вика. А тоа се 20 калибарски мини, веќе кога ќе удри, тамо и она детонира и прави шрапнел. Сега, пошто густа шума е, и тамо еден карпес дел, и они тамо беа наместени, и тука, значи, имаше стварно прецизни, добри удари на нив, така да, после 2-3 дена кога правихме претрес на терен, тамо најдовме доста, значи, месо, парчиња откинати, завои и така натаму. Значи, беа стварно, значи, тамо луѓето, више, беа едноставно исфрлени од борба. И не можеа веќе да действуваат спрема нас. 15 минути после тоа, значи, после откривањето на таа позиција нивна, поручникот од Тетово, знае кој е, действува со 120-ки.
на истата таа, пошто ја користев и обележувачки проектили. Да, Со гледаш трасери, каде како пукаат нели, трасери. треба, па имаш ТЗ, ги користиш тие, ги виде, значи каде, почнува со десто, па негде далечината беше околу 800-900 метра. Ја мислам дека кога слетаа тие 120-ките, тоа беше чудо невидено. Тоа се тресеше планината цела. Значи, такви удари беа. Значи, да ја осеќав како под не само тлото под нога, него и самиот ударен талас од експлозијата што правеше. Значи, на тој дел, значи колку беше моќно тоа. Тоа беше стварно моќно. И прв пат во живот, значи, осетив дека има стварно нешто такво чудо да тоа збрише тој дел. Не верувам дека некој има останато таму, нели? Не повреден. Да. И после тоа векам претресот го правевме на терен таму, најдовме стварно доста. Имаше и оружје, и муниција, имаше и парчиња од тела, и страшно беше вака. Да, таму беше страшно, само што ги немаше, нели, Да. телото од... А кажи ми, како ги ваделе телата? Кај ги носеле повредените? Тоа они знаат. Не, мислам вака, вие дали имавте инфо, дали гледавте после битка? Не, Сигурно се наблюдувал шумски терен, шумски просторот. терен. Шумски терен. Значи, у Косово најверојатно. Не, можеш. Не, види сега, тие што се, нели, мртви, што ќе му прави? Да. Што може да му прави на тој? Може само да го земе да го однесе. Ако се сите здрави читави тука, па да има бар двајца да може да го носат. Да, Го пренесат меѓутоа мислам на тоа не мора при таков удар, при обична битка, кај ги носеле, мислам. Дали гледавте, дали имавте Не можеш да видиш, затоа што тоа е од друга страна на самата А планета. тоа од местото кај што гаѓале до косовска граница, колку растојание има? Мислам дека околу 14-15 километра е. воздушно или? Воздушно, да. Воздушно. Тој дел е 15 на километра воздушно. Значи, ти мислиш дека од Косово доаѓале? Не се од Косово. Не, тоа е, мислам дека беше 112-та бригада нивна. Мислам дека 112-та бригада беше. Сега, бројност, не може да кажам дали целата беше, значи, као бригада или Така ја беа нарекувале поедини- само. Да, поедини делови или чета некоја и така натаму. Ама спрема тоа што го видовме после, значи од акумулатори, нели, за пунење на мобилни и што имаат оставено, пошто они едно време се крија таму, имаше овци на еден дел, па мислевме дека се овци, они уствари помеѓу овците беа маскирани, значи Нешто Овака, вака. нешто? Нешто вака биле. Вака? Маскирани. не така, ама они, знаеш, овци има, па знаеш, само гужва има со звончиња, тие дрр, прават, они се тука негде по шумата. Лазат. Значи, на населението може би им седат помага. тука, нели, пунат мобилни, чекаат со РПГ-ња, се договарат што како... Значи населението како да сепак им помагало не, албанско. населението, не е населението, тоа е, значи, од кога овците од тие бачилата избега. Тега некој дојде нам, некој се преместија, се стара, знаеш, напуштија. Тоа до вчера, тоа и гревото и за тие луѓе што ги чувале овците. Што вика, чуваш толку овци и отеднашка да немаш ништо. Да. А чекај, кој не ми е јасно тоа со овците, кој ги пуштил тие овци? Не, па си отидоа, нели? Се избегале? Си отидоа, тие што ги чува овците си отидоа. Кучињата на крај и они си отидоа, пошто кучињата мора да има јадење, ако нема јадење, ќе си отидат и они и остануваат само овците. У ноќ имаше случај кога стадо ќе се узбуни и почнуваат звонци да она вук да дојде. Сабале кога ќе видиме 5, 6, 7 овци удавени имаше, да видиш како. И бегаат они бараат спас према луѓе. И идат спрема нас. Да, по навика. Знаеш и сега, сега може и што викаш и ти како облечен да си, па да идеш и така. Да. Све бива, значи, тоа е. Граничниот појас не бил безбеден, онака ќе речеш. Не било безбеден? Не, тој дел не, тој дел не. Тамо, ние кај што бевме на таа точка горе, се гледаше бон стил базата дори како свети. А тој појас граничен никогаш не било безбедно. Значи можеле да прават влези и излези. Можеле секогаш, сакаат? па да, па баш од тамо доаѓаше значи целата таа логистика, нели они од стрима, значи како носат и оружје и муниција и тој Липковски регион тамо негде до Случански буна, они го снабдуваат со оружје. И уфрлаат. Нови борци, други ги носат на лечење,
И така натаму. Тоа си беше Шема таа играна, шема нивна, да. А зошто нашата армија не действувала да го обезбеди тој појас? Не можеше Да ги пресече? не беше присутна тама нашата армија. Беа значи присутни волците кои што ги уфрлаа у позадина, кои што вршеа извидувачки дејства и така натаму, јавува, само што едноставно немаше дали волја, дали нешто да се преземе, да се спречат тие, нели да ги Пошто пресечат ти тие ако ги делови да, ако го пресечеш тој дел, он више Да, ќе да. нема логистика и он внатре у државата е Така е, мртов. така е, да. Мислам мртов не физички, Ќе туку можеш нема да да го има нападнеш, ресурси, значи оружје. војнички. Ќе Да. можеш војнички да го нападнеш, нели Нема да има да го логистика. повлечеш на отворен терен и да го нападнеш војнички. Да. Додека урбана средина треба да размислиш, не можеш така да идеш. Да. Може да има многу жртви. Имаше тamo тој дел Кумановскиот дел, они па се крија у локалното население. Да. Истото како што Љуботен се деси. Имаше поединци тамо кои што во значи во самото село се крие. Под штит на население Населението. локално, да. Значи, Они самите си го жртвуваа населението. Дали беа нивни, значи дали беа други луѓе дојдени, кои што не му е гајле за фамилија, ако и ти било кој, нема сигурно да дојдам дома, нели да се ако имаш деца и така Никогаш натаму, не би си ја ставил секогаш би фамилијата, искочил, да, нели да, да отворен. да, И така беше работа. Само што и ние може и ние не сакавме да направиме таков удар затоа што имавме голема моќ. Можевме да направиме едноставно да завршиме с таа приказка за да не кажам 24 часа, али за една недела, за 7 дена, можевме да завршиме спрема моќта што има. Не заборај дека тогаш имавме 28.000 значи луѓе под оружје. Кои што веќе војува, значи веќе работе. Значи на терен. На терен, да. 28.000. 28.000. Плюс хеликоптери. Плюс технички средства. Тие да кажеме, техничко средство не може да го рачунаш. Денеска трае, утре не. Добро, сепак имало и значи, воздушна има- подршка, копнена подршка, така е, артилерија, што они ја немале. Да, артилерија, да. Они нема ефикасна артилерија. Они Со што се користеа они? Не знаеа да ракуваат. Има 120 минопрлачи, ама нема хаубици како што имавме тоа време ние. Значи немавме тие топови Б1, нели? Нема координација да можат да координираат еден артилериски напад, да поклопат еден дел, нели, со артилерија. Значи некој вид на герилско војување. Герилско војување. Пецни. Да, и Повлече повеќе, се. значи во директна борба, кај мене, мојот вод директна борба што беше, немаше ни еден изгубен човек. Значи ни еден. За целото А сте време биле прва одбранена на линија, што се војување, вика. значи за целото време на војување немаше ни еден, значи загинат кај мене. И сега имаше сега ќе се деси на друго, да кажеме на друго одделение, некоја друга чета и така натаму, од невнимателност некој да се повреди, да таква работа. Или како што правеа, ќе стават мина, или случајно ќе искочи снајперски оган, ќе отвори, ќе ова тоа. Значи они избегнуваа директен конфликт. И после ова што се деси, уште толку го избегнуваа директниот конфликт. Тогаш едноставно не ни сакаа уопште да идат на тој дел. Мислиш дека населението сакало да ги прифати тие терористи кои доаѓале кај нив дома во Па селото, не или? знам населението дали ќе го прифати. Па може да му даде вода, нели, нешто да се напие, да седи, да одмори, и да го испрати. Имам слушнато дека Што да контејнери со хеликоптери со оружје биле пуштени, им помагале. Имаш ли Ја имам слушнато, да. Ја имам слушнато. видено? Или Видено не. слушнато? Видено не, слушнато само. Видено не. Да има помош, да. Помош, затоа што при заплена на оружјето имаше и странско оружје, имаше Тоа карабини. странско оружје може да го Имаше, купат, или? не може да го купи карабин, М4 не може да купиш. 556 не може. Тоа, значи се користи американската армија го користи тоа. И ти како терористичка организација во тоа време прогласена не, немаш ја мислам да дека го не купиш. би можел да дојдеш до тоа оружје, ако немаш некој нели што е Или на овој евентуално регион. да нападнат базата во Бонстил па да им го земат.
Нема како. Не може, не. Знам се Ако шалам. не е дадено од таму. Да. Од таму се. Ама начинот е тој Да. да им го одземеш насилно, иначе нема. Така. Освен ако не ти го дадат. Ајде да кажеме кинеските золји, тие што ги пронаоѓавме, имаше кинеско производство, ајде да кажеме дека е од Албанија. Да. Така, пошто Да. Албанија со Еве Кина не роđа- работеа на време. Кога се деси, Ама- кога се има случај на тоа Ама не крадење можеш- на оружје. Не можеш да кажеш дека тоа оружје е употребливо, затоа што на обична рачна граната, како вика, времето на употреба не ја истекува за 5-6 години. Толку е. Ако мислиш, еве да кажеме случајот со мобилниот телефон Nokia што беше од Тетово, знаеш тие албанците демек што телефон, искочија, да, со да, што или искочи, бомба била. тоа тие се РД бомби, значи од кинеско производство, но тие се стари, сигурно се десетина години стари, така да не се активираат. Така да и золја да носиш или било што да имаш. Значи 10 фактички години ако помине периодот. Иницијалната каписла веќе самата трули внатре. Има луѓе што знаат, што работеле со експлозивни средства, знаат дека веќе тоа е 90% неупотребливо. Ако опали, може да опали. А кажи ми, еве, баш го спомна тој момент за Тетово, што е и на YouTube го има видеото. Значи таму тие луѓе се затекнуваат. Ја ги знам и луѓе значи од полицијата што беа. Да, Значи, што се, мислам, имаш вака инфо, еве, пошто тоа видео е многу да. популарно, ама никој го нема објаснато. Не Објасни е го потребно. видеото. Тоа, значи, се обична рутинска контрола, стопирање. Да, на пункт. И у тој момент доаѓа до конфликт измеѓу вади бомба од таа страна тој што Значи со тој возачот. стариот што е, дедото или чичкото. Ја Или мислам- можда телефон баш од тоа време жена му се јавила. Ем, Може и тоа да. Па беше муабетот демек телефон не. бил. Вади рачна бомба, така да и полицајецот што е тука го удара со палка, нели да пушти ова, и у тој момент се трга, нема што ги му бреја. Сега ти не можеш со некој Да те прашам, јас имам гледано сцената. А Карши нив стои, значи БТР-от. БТР, Пунктот полициски. И пункт има. И тука почнуваат, нели, гледаат што се дешава и тука почнува дејство. Е па затоа се Он повлекува. ги фрла, значи ја фрла, се гледа бомбата е фрлена, значи и исто другиот. Среќа исто не активира, детонира бомбата. Двете не детонира. Баш ради таа старост што правиме му. Тоа е тоа. А секаде. Колку македонци, ама македонци правомовет, не со македонско државенство. Да. Колку македонци се во затворите? Процентот, ако се води 0,1, 0,3. Така? Да, Дека од другите националности што имаме, Да. се многу по 90-100% имаш таму, по Англија, знаеш? Јасно, да. Така да, ние сме секогаш по миролюбив народ. Не сакаме конфликти, не сакаме војни. Кажи ми конкретно после војната, после тие случувања, нешто можеби да кажеш тука или па сакаше да ни кажеш како завршува све уствари твојата војнинска кариера. Па, како завршува? Завршува на тој начин што после мора па да се снајдеш некако. Нели да се вработиш негде, па да си работиш. Војната поминува, војната која прави? Ја прават политичарите. Така, на крај се седнува па на маса, независно колку луѓе изгинале. Независно, значи, колку мајки плачат и така, колку фамилии се уцрна, колку деца се без татковци. Да. Што ја знам луѓе, значи, од кај мене, што ги оставија децата така. Да. За жал. И се деси, значи, проблемот да децата едноставно растат без татко. Не вика татко ми херој, да, на што? На муабет само ја и ти кога ќе се видим. Да. На документ го нема нигде. И тие Треба беа во поставени од у државата. историјата мора да се запише кој го дал животот за што. Зашто загинал? Да. Мора да се знае. Еве И сведоци мора сме да се сега. почитува тоа. Сведоци сме сега на војна, примерете во Украина, па и во Израел. Гледаме дека таму хероите што, мислам, луѓето што си ја бранат својата територија се Ама добро, проблемот тука кај нас беше внатрешен, таму е Од на двете дворец, страни знаеш. ти имаш херои. Значи, од двете страни имаш херои, ама работата е колку поише кај жртви нас ќе направиш, толку поголема омраза ќе имаш. Да, ама Ако види, имаш поголема омраза, ќе имаш синови повише од ние оваа страна имаме и од тука таа. некој проблем, што некој има наметнато мислење дека борците наши патриоти, македонци, без разлика и други Так. националности што се бореле во интерес и за интересот на Македонија, дека тоа не се слави и дека така се запоставени. Да, точно А така. од друга страна имаме еден иредентизам албански,
кој што ги слави и Кој што е опасен. Тоа е многу опасна работа. Жестоко ги слави своите борци, Пази, така тоа е наречени, опасно за нив, не е за нас. кои што, а од друга страна нашиве како да се срамат, Летаргични многу. некако изгубе, као па добро 2001, не е добро. Да, ама ти кога имаш луѓе кои ја напуштаат самата држава и кои викаат нема ништо од оваа држава. Како размислуваат тие луѓе? Дали се тие патриоти луѓе или едноставно оставаат све разочарани и така натаму? Знаеш ли дека од времето, значи после 2001, сите патриотски друштва што беа, значи направени. Самата држава почна да ги уништува. Да. Значи нивниот карактер на славење, на другари, на пријатели, на починати, на почна да го уништува и систематски ден денес как се уништува. Систематски се уништува. Буквално како да те тепа по уста да не Сорос ги славиш пропаганда. хероите од 2001. Дали е Сорос пропаганда, дали не, ја мислам дека криви сме ние. Затоа што Не, ние секогаш сме криви, тоа мора ние треба да биде дигнеме јасно. глас да Мора да кажеме, биде јасно, слушајте да. луѓе, да се Значи- собереме поише, 10, 100, 1000, 500, милион, колку и да сме, и да кажеме еднаш стоп, не може вака. Седните се договориме, побаво се договараме 10 години, него еден ден војна да водим. Да. Ако водиме еден ден војна, готово е. Побаво да се договараме. И мора да знаат дека треба да се договорим. И албанците, и не знам, и грците, и бугарите, и сите, значи мора да седнеме да се договориме. Како ќе идеме напред? Или ќе земеме, како вика сме насадиле пченица, ај сите ќе ја изгазиме. Нема леп ти, нема леп он, нема леп овој. Што направиме ништо? Ќе Гладни. останеме гладни цела година. До другата. Да, него проблемот во Македонија е што Проблемот во Македонија е од ситните души, малите партии. Од ДУИ, малък, од овој, малите партии. Не се тие големи партии, тоа е мала партија. Мал лидер. Ти лидер, ако правим овој за лидер, ај у свет да го спомнеш некој лидер, кој би ти дошол на памет? Махмата Ганди да кажеш. Така? Да. Лидер. Да, да. Со мир и тишина, толеранција. Еве го да кажеме кинезот. Си Джипинг ли е, предходно кој бил? Тишина, не се тепаме, не се бориме, нема потреба. Добро, имаат Ветирај они да конфликти живее. сега со Ама не е тоа Индија. јавно, они Кина ако сака да направи Не, со проблем, Индија знаеш колку имаат ќе биде конфликти, тоа, ама све ќе го размрдаме. сега ќе спомнаме на ситуација пошто се работи, мислам збориме и за војна и за 2001 и слично, воени действија. Да, да. Еве Кина како решава еден проблем, пошто Тоа е Кина конфликт. е конфликт, Значи, светски. светски конфликт, кој што може у исто време, ако сакаат да го прошират и да нема свет, да нема планета Земја. Они имаат конфликт со Индија. Така. Имаат околу граничен појас конфликт. Сега, они си имаат подадена рука, дечки, нема да употребуваме оружје, Со со стапови. стапови се тепаат. Со стапови. Имаат жртви погинати од двете страни, 100 на 100, 200 на 200 војници, ама се тепаат со стапови и со овакво штитови. Да, бе, да. Сега, тоа е многу, мислам, Пофер. пофер, Пофер. затоа што се свести дека и едната и другата Овој е ќе биде нуклеарна Истепан, сила. да, овој ќе биде Истепан Модрица. И Да, двете да, се да, да. нуклеарни сили. Немаш- Двете имаат немаш над убиен. милиарда жители, дека таму ако дојде до вооружен конфликт, тоа ќе биде партал. Значи нема да постои планета. Да. Например, ти ако ги гледаш конкретно Дуи, за се нешто што не им чини, а војната сега пред избори, а сега Еве како тука имаше албанците, изјави. тоа ќе Они кажеме, они ќе ова- чизмите ги Од- вадат. да, ние Одма- функционери ги одма чувале пушките на ова, ама покровје. работата е што таа пушка раѓосаната више не пука. Бомбата таа што викаш, таа е више готова. Значи тоа нема. Од каде сега ново оружје? Значи кој ќе им го даде? Ние треба светот да го убедиме дека они не се управа. Дека не е така, не е вистината не е на нивна страна. Дека сите сме ние жители овдека, сите си поштуваме права. Не може Знаеш- некој да не поштува права. Знаеш, ја што би рекол, таа игра што они сакаа од 2001 конкретно, демек еве албанциве немаат права, демек се угнетени во општество, веќе им помина. Ти тоа не може да кажеш од Не. 2023 кога ти вице-премиер Артан Кога Груби или од, таа од Зафери, не така? можеш, не не можеш Кога веќе. 15 Таа они на што функционери ти во играат? владата со се премиерот, ти се пола Нема на која албанци. карта да Ама играш. не може. Од да 15 кажеме, 7 се албанци. Министри. Друга работа е доктрината, што баш спомна нели за Кина. Кина има една доктрина, таму се они нели милиарда и ова. Да у случај на глобална војна, да има 400 милиона
значи луѓе без оружје, само да се предаваат, да трчаат на кај непријателот, рацете во вис и да се предаваат. Не постои сила која што може да ги исхрани нив. Да. Да ги убиеш не можеш. Истото македонците да го направат спрема албанците, ништо не може да направат. Значи едноставно, ајде, утепајте, што да правиме? Немаш Не разбираш? муниција да Немаш, што ќе правиш? Ке ти изгори оружјето. Да. Немаш. Цевката ќе ти се запали. Не може. Што го кажа, да. Со мир се постигнува све. Со војна ништо. Војна Знаеш, губиме не е сите, тоа, например, чисто ама користат другите. Например, тоа кај нашава страна бранителите, еве, ја тоа што сум правил мовет, сакаат смирение бар колку толку. Ајде да не зборам за Да, ама сите, затоа што и фамилии имаат и Ти така си знаел, натаму. ти си бил Имаат таму. деца кои се пораснати, бе, више се вработети, не разбираш? Да. А државата не им пружила ништо. Тоа е Дури ќе проблем. испадне, може ако вака Испадат продолжи криви да се, да, криви. ти да испаднеш крив, демек ти си вака, ти си така, ако продолжи ова што се случува сега моментот. Они уствари бранителиве се, а ти ако гледаш сега реално, бранителиве се тие што биле во грешка. Зашо тоа што еве да речем за тоа што се збореле Нападнале- албанците денеска го имаат, така? Не, ќе испадне Не дека сваќаш, бранителите осам територијата. нападнале борци за човекови права невини место да си луѓе. бранел, значи нешто што е правилно, ти си бранел нешто што не било правилно. Да. Нема Буквално. логика. Да, буквално. Нема логика, затоа што и претходно таа заедница имала права, имала све и така. Сега не можеш ти, како може у Америка да кажеме да истакнаме ја застава на Северна Кореја. Па ќе ме уапсат одма. Така, ај на Северна Кореја ќе ставиме. Ама еве се случи. Еве се случи. Абе добро е и нека се случи, еве. Не е Кај нас. Добро, еве се случило. Што понатаму? Ете, ќе се пее паралелно химната албанска, вика. Не може у држава, па не може. Па Абе, затоа не можеше и државата да е се смени, за да е, се па, добијат гласовите. државата е онолку јака колку што може, значи да ви спречи тие работи. Ама очигледно не е јака. Ќе дојдат други луѓе. Ќе дојдат луѓе кои што ќе бидат појаки, кои што ќе непоткупливи. Кај нас е проблемот што ги нема белите глави. Та старците, што викам ја. Тие Да. старите, кај нас се сега младите, што мислат, нема цел свет, знаеш како, а светот е опасен. Ја знаеш што ја викам, за време еве на комунизмот и Југославија, убаво се живее. Луѓето се опуштили и тој добар период ги направило слаби мажеве да има лошо време. И сега мислиш да, времињата да со Времињата, и сега ти кој ќе со видиш- тежината. вие го направивте, ете, сте си збореле за нешто, да направите некое време, сега живееме во Да, потешко ама време. ние се уште каде се што- бориме, значи Да, ние што бевме се уште е. се бориме. И сега Дали со живееме своји во таа проблеми, тешка нели, време. дали со ова што си поменал, дали со живот, дали со држава, цело време се бориш. Значи и борбата. И сега јас би рекол живееме во тоа тешко време каде што мора да се направат силни мажи, тоа е Да. нормалниот циклус. Еве овој чим муабет го правиме, значи има нешто, знаеш, тоа не е дека е случајно. Да, сме да, живееле мора. добро со 10.000 евра плата со И бранителите да биле меѓуетнички тензии нема. исплаќани, изгрижувани, Да, немало знаеш, да го и да имаат нема- времето. Па да нема- хрватскиот модел да го земеме хрватскиот модел Да. и да биде значи на таков начин, да имаат бранителите значи некои права. Права. А не денеска едно право си го дал, што после не можеш да го земеш, после му го ускратуваш. Да. Истото се деси како со трето дете, нели како беше Да, го еднаш тргнаа дадено на крај. право, после па го ускратуваш. Додека од другава страна па еднаш дадено право, па не може да му го Не земеш. може. Да, за нив не можеш да го одземеш, Значи, не важи а за така. законот не Значи, важи е, за тоа. сите исто. Тоа е тоа. Тоа е затоа мора да има прво ред, закон. Значи законот мора да владее, после све друго. Не може да рече, ја дојде ќе ве убијам. Добро бе, ќе дојме, државата ќе дојде со двајца, ќе ги убиеш, окей. Утре дента државата ќе дојде со 2000 луѓе. Добро? Милион ќе дојдат полицајци. Не можеш ти со држава, ти си бојадинец. Не може Мора со да разбереш држава дека реално не никој може да така. се игра во ниедна Така, држава. и дека мора да бидеш убави граници. Државата Тука е живееш. секогаш појака од било Така е. кого. Тука живееш, тука си. Ти си, значи, државјанин на Република Македонија. Не можеш на Марс да бидеш. Да. Мора да го сватиш, значи секој мора да го свати тоа правило. Знаеш што е проблем за институциите? Е тоа што сум направил некоја анализа. Например, конкретно во Германија луѓе се собираат, прават институција за да ги контролира нив, така? И таа институција ја прават моќна, да нема корупција и таа е газда во државата. Додека пак конкретно кај албанците тие имаат беса. Таму поглаварот во фамилијата што ќе им каже, тоа се случува. Немаш ти на пример кај нив институција па да она да им ги решава проблемите. Не. Тука имаш тој поглаварот, оджата или кој да е
таму постар, Да. он кажува Белата глава што е вака, паметна. така, а остај ги институциите за македонците. Конкретно, ти ако видиш во било која институција во Македонија каде што дошол албанец да биде на високо ниво, пропаднала. Една институција не може не полека пропаднала. пропаѓаат Среќа викам институциите. во Народна банка што не влегол некој и на дворешни работи. Да, ама Ова тоа е затоа внатрешни што работи. некомпетентни луѓе се ставаат. Затоа вика, Среќа на ако имаш проблем во државата, значи имаш проблем во државата, а самата држава ти е проблем, како ќе го решиш проблемот? Значи целиот тој апарат мора да се симне, мора да се соголи до доле. И мора луѓето да разберат дека мора да се соголи све. Судство, не знам, ги од кажи ги здравство, значи мора да го соголиш, да ставиш компетентни Здравството не е кадри на најбедно кои што- можно ниво. Ама не е само здравството, сегде е. Судството Сегде е исто. бедно. Сегде е бедно. Ти чорапи купуваш од Кина увезени. Зашо не може тука да се немаше фабрики? Тука се правеа. Тука се работеа. Тестетов работеше на времето, Црвена све звезда правеше. исто. Па да. Исто тој момент што го зборевме пред Скај и албанците тоа што се борат за голема Албанија на пример. Дали Нема што ништо од еви тоа. да се случи тоа? Што утре подобро ќе живееш? Што Не, подобро не, треба? не, Што? не, Прво, нема- прво би нема сакал ништо. еден абсурд да кажам. Нема ништо од тоа. Ако погледнеме статистички, они Тоа е. најмалце плаќаат данок. Самите себе ќе про. Замисли ти сега, еве, карикирам, тетово, тој цел регион западен, им го даваш некако на нив, ајде им викаш, земете Не можеш го. да го дадеш. Не, им викаш, Не можеш да им викаш. да речеме, Не можеш да Не речеш. речеме, не, Тоа е добро. у граница. не, Не можеш ништо да кажеш. пример, седнуваме на маса и се двоиме. Па тие ќе пропаднат за 2 месеци. Затоа што не плаќаат данок од шоке Што да да ме како е буџет, голема како ќе Албанија, живеат. тогаш ќе плаќаат, нема поента. Да. не, те Значи, разбирам. нема Ако- поента затоа што прво треба он да учествува некако, а он не учествува никако не придонесува за државата. Што значи дека он сам за себе не придонесува. И понатаму следи пропаст. Ако не изградиш, значи, ако прво не изградиш едно почитување помеѓу себе, знаеш, помеѓу себе, како вика еве на Кванташки пазар ќе отидеш и гледаш дека сите се исти, дали се македонци, роми, албанци, срби, турци, секој сака да направи бизнис, да си продаде својата работа, Да има земе лепче. честно пари, да, и никој на Кванташки некој извадил пиштол да се пука. Ја не сум чул. Од време на Југославија уште. Да. Никој. Си врви Никој. бизнисот. Меѓу себе да има престрелка. Не. Престрелките се дешаваат у центар, по кафичи, кај што дремат у 2 сата, 3. Кај што седат, пијат дрога, носат и така натаму. Таму честно, кај што се работи, нема никаков проблем. Да, се Таму кај што договараат. е нечестно, таму е проблемот. Да. Добра, ајде вака веќе да привршуваме, ова е веќе и крајот, така да дечки ви благодарам што гледавте овој саат и пол, бевме тука со Божан и каже за љуботински бачила неговото искуство за во Арама кога си бил на браникот на државата и правевме и муабет некои теми кои се ете да објасниме за ситуацијата, дали на пример што би било ако би било и се надевам дека ви се допадна. Пишете во коментари вашето мислење, слободно што дали ви се свиѓало, не ви се свиѓало или кои моменти ви се допадна. Така да направете лайк и споделете го на вашите пријатели и се гледаме следна епизода. Дечки, добра ноќ, фала уште што гледате. Чао, чао. Чао, чао. Имаш проблем во државата. А самата држава ти е проблем. Како ќе го решиш проблемот? Со мир се постигнува све. Со војна, ништо.